Поздрав и од мене до сите. Јас верувам дека слушнавме некои искуства и не случајно ја имам оваа тема спремено. Верувам дека сите ќе се охрабриме од неа. Едно прашање како за почеток. Што мислите, што е единственото нешто што на небото ќе биде, американците викаат man-made, односно направено од човек, од човечки раце? Единственото на небото кој што ќе остане и е од човечки раце направено. Да ви текнам? Тоа веќе друго, значи, добро. Ке видиме што е тоа. Значи, тоа е веќе тамошниот живот, тоа е на новата земја, нели? Не зборам за тоа. Нешто што од земјата таму ке е, и ке остане, повели? Добро. Не мислив не на тоа, ке видиме. 20 глава Јован. Јован 20 глава. Од 24 стих. А Тома наречен близнак, или ние го нарекуваме неверен Тома, како да другите биле нешто поверни од него многу. Тома наречен близнак, еден од 12-те, не беше со нив, не беше со учениците, во горната соба кога Исус дојде и им се појави, после воскресението. И им ги покажа рацете со раните. Затоа другите ученици му рекоа: го видовме Господа, а тој им рече: доека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го става мојот прст во раните од клинците и не ја става мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Има многу вакви денеска. Да видам, па ќе поверувам. Да опипам. Сакам нешто опипливо, викаат луѓето денеска. Тома може би малку во тоа нешто се разликува од другите ученици. Инаку и другите откако виделе поповерувале. Ги виделе и тие раните. Го виделе Исуса. Претходно Марија кога им дошла да им каже што, како се однесувале. Ајде женска работа. Мислам барам така на филмот е малку. Како и да е, биле неверни, се додека не го виделе. Сега он, Тома, сакал па и да го стави прстот, значи опипливо нешто сака. Значи нема да поверувам доека не видам, доека не пипнам. А поособни неговите ученици пак беа внатре, значи се уште се внатре таму во горната соба и подисплашени, затворени. Исус дојде и застана на средини им рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: испружи го твојот прст. Еве ти, значи, Бог на секој дава доволен доказ, ако сака да верува. Па и на Тома: испружи го својот прст ваму и види ги моите раце. Испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. И Тома одговори и му рече: мој Господ и мој Бог. Моја молитва и моја желба е да денеска сите тоа да го кажеме. Мој Господ и мој Бог. Значи, ова се случува после воскресението. Лузните на Христовите раце, нозе, кај ребрата кај што бил прободен, се уште се присутни. Дали денеска се уште присутни? Исус е воскреснат, Исус е во прославеното свое тело, а ги има лузните на своите раце. Тоа е единственото нешто што останува за веки веков на небото. Сега, зошто? Има причина за тоа. Многу причини. Сега малку ќе разгледаме кои се тие причини. А претходно овака, да прочитаме стих во Захарија 13 глава. Захарија 13 глава. Иако овде во контекст се зборува за лажен пророк, сепак ќе го употребам за Христа, затоа што и Христос бил сметан за лажен пророк. Така да може да се примени овој стих. Захарија 13.6. Ако некој го праша, какви ти се тие рани по рацете, тој ќе одговори:
ранет сум кај пријателите. Зарем ова не се однесува на Исуса? Кого беше ранет Исус? Ајде се посетиме на Јуда, на моментот кога Јуда доаѓа заедно со војниците, со старешините да го предаде. И Исус му вели: пријателе, зошто дојде? Ако му бил некој пријател и најблизок, тоа биле неговите 12 мината. И сега реков, повеќе причини. Првен ќе се симнеме малку на земјата, затоа што, мислам, ние сме на земјата, верувам, да сме нешто одлетани многу со мислите денеска, и да видиме што се значат и што би требало да значат тие лузни, односно рани на рацете. Ке кажам рани, ке зборувам цело време рани, се доека на крајот не кажам лузни и ќе видите зошто. Прво, тие се подсетник за секој од нас дека Бог е Бог кој што пострада. И не само тоа, што мислите, дали денеска се уште Бог страда? Знаете, денеска обично луѓето велат, најтешко осватлюваме на луѓе кои што, пострадале навистина во животот, изгубиле можеби некој свој драг, близок. Многу им е тешко да го прифатат Бога. Односно, тие таквите имаат многу поголема причина дури да го отфрлат. Ќе речат, или некој страдал, навистина се наоѓа во некоја неволја, ќе рече, па кај е Господ? Господ е љубов, а како? Па он треба да интервенира ако е љубов. Зошто не интервенира? И може би нема сила. И на крајот заклучокот, па може би не постои Бог. И тотално го отфрлаат. Но, прашањето, уште поголемо прашање е, но, зошто Бог дозволува самиот тој да страда? Па тој е Бог. Ако не сака да страда, нема да страда. Зошто Бог дозволува да страда? Значи, често велиме, зошто јас страдам, Господе, зошто на мене ова ми се случува? Зошто вака, зошто онака? Зошто Бог дозволува да страда? Ајде да видиме. Неколку стиха, дека навистина Бог страда. 42.14 Исаија. Исаија 42.14. Молчев долго, бев тивок и навистина, ако некој е трпелив, тој е нашиот Господ. Знаете, меѓу другото, за да уловите човек, под наводници, во контекст на оно што го зборувавме, треба да бидете неверојатно трпелив. Како што и за да уловите риба. За да видите тапата која ќе пропадне, треба нонстоп да зјапате во тапата некојаш и со саати. И затоа ја не можам да ги разберам рибарите, извинете, ама не можам. За мене, ја ќе кажам губење време. Иако некој ќе дојде можда со 5 кила риби, и тоа коштане или вреди, ама не знам. Значи, трпение треба. Господ е толку многу трпелив. И вели, молчев долго, бев тивок. Се воздржував. Сега викам како жена кога раѓа, збивам и воздивнувам. Ова е нашиот Господ. Ова е болкаво прашање. Да збивате, да... Тоа жените надобро знаат. Споредба, значи, со раѓање. Еремија 31.20. Еремија 31.20. Зар не ми е Ефрем драг син? Стано збор за 10 племија Израел. Ефрем. Зар не ми е Ефрем драг син? Не е ли возлюбено дете? Зашто колку и да му се заканувам, секојаш со љубов си спомнувам за него и срцето ми трепери за него од нежна сомилост, говори Господ. Да трепери срцето. Ова е болка. Или еве, за Ефрем исто, Осија 11.8. Осија 11.8. Повторно зборови упатени до Ефрем. Како да постапам со тебе, Ефреме? Осија 11.8. Како да постапам со тебе, Ефреме? Како да те предадам Израелу? Дали да постапам со тебе како со Адма? Дали да постапам со тебе како со Севоим? Моето срце ми се врати во мене, милосрдието ми пламна. Сега овде, јас би прочитал, овој превод не ми се допаѓа, од ревидираниот. Или да не има некој веќе отворено.
Еве, сепак и за слушателите и за самата снимка. Сега, друга Библија и малку потешко ќе се снајдеме. Значи, Осија е веднаш првиот пророк после Данијел. Тоа дури сега го дознав. Мислам, тоа го запазив дури сега. Осија 11.8. Како да те дадам, Ефреме, како да те предадам, Израеле, како да те направам како Адма, да ти направам како што му направив на Цевоим. Срцето ми се вознемирува, затреперува утробата моја од жалост. Кога чувствувате силна, јака болка, веројатно чувствувате и овде, и самата утрова, и стомак, и се. Ова се силни болки. Зошто? Самите овие стихови наговестуваат. Секоја наша грешна мисла, секоја наша грешна поставка, толку многу болка му допринесува на Господа. Дали тоа ние го разбираме или не? И зарем не е нормално за нашиот татко да го боли заради неговите синови и керки? Присетете се на параболата. Таткото и блудниот син. Дали таткото бил рамнодушен или, што вела тамо в вдъхновените списи, секој ден чекал, секој ден очекувал со тага, со болка во срцето да се појави тој негов непослушен син, кој што се потрошил целиот дел од својот имот. Тоа е нашиот Бог, тој страда заедно со нас. Или еве Ефесијаните 4.30. Ефесијаните 4.30. Овој добро познат стих. И не жалостете го Светиот Дух Божји. Значи Бог може да се ожалости. Колку често го жалостиме. Какви били израелците во пустината? 40 години. Постојано незадоволство. Преприки, расправи, префрлања на Мојсија, на Арона, се нешто не им било по кеф. Псалм 78.40. Псалм 78.40. Колку го огорчуваа во пустината и го жалостеа во безводен крај. Колку, само колку. Колку ние денеска го жалостиме, колку го огорчуваме, колку ли го боли. Исуса го боли, Господа го боли, кога црквата негова страда и ја боли. Сетете се на Савле. Што му вели Исус на Савле при средбата на патот кон Дамаск? Савле, Савле, зошто ме гониш? Како тоа Савле го гонел Исуса? Савле ја гонел Христовата црква, ама гонејќи ја Христовата црква, Исус чувствува на себе си. Господ чувствува на себе си. Или црквата како невеста. Имаме Осија, имаме на многу други места стихови. Кога црквата Христова е неверна, тоа е невестата негова, младоженецот го болили. Кога оди црквата Христова по други богови, младоженецот страда. Значи Бог страда. Не да се свртуваме само кон себе си, кога ќе не навасаат некои наши страдања, да се подсетиме и да се подсетиме на раните, кои што токму треба да не подсетат, да бидат подсетники за нас, дека и Бог е тој кој што пострада за нас, го даде животот, за да ние имаме спасение, меѓутоа тој е Бог кој што и денеска страда. И замислите си, секогаш кога ние го повредуваме, како да му рчкаме повторно во тие лузни. Буквално така е. И само ако така размислуваме, можеме да дојдеме до вистинско покаяние. Не јас му сгрешив на братот или сестрата, јас му грешам на Бога. И него го боли. Второ, зошто се тие лузни? Тие лузни се подсетник, тие рани, реков ќе викам, рани, дека тој е Бог кој што сочувствува. Замислите се,
Кога ќе отидете некаде, еве сега ми доаѓа во мисли оној сувенир кој што ги има Данило дома со грозијето, од Израел, веројатно од Јерусалим, од кај. И сега Данило, кога ќе отидете дома и кога ќе речете, од каде е ова, што е? Од Израел. Значи, јас бев во Јерусалим, ова ми е сувенир од таму. Исус, раните што ги има на рацете му се сувенир од земјата. И може да каже со ова, јас бев таму. Јас бев на земјата, и не само што беше, живееше 33,5 години и што се направи? За сите нас. Сувенир, и то сувенир кој што сите ние му го подаривме. Сите ние сме одговорни за неговото распнување. Евреите 4.15. Колку Бог сочувствува? Евреите 4.15. Тие негови рани се доказ, подсетник дека Бог сочувствува. Е сочувствителен Бог. Не е како некој што велат, страдам, ме оставил го, нема никаде незаинтересиране, рамнодушине. Не е точно. Никогаш таква мисла не смее да ни дојде. Па не знам каква криза да е, финансиска, ваква, таква. Не. Немојте се сомневате. Господ сочувствува со секој од нас. Зошто немаме првосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во секако и нас. Освен греф, нормално. И тој може да не разбере. Значи, вели, ги гледате моите рани, јас бев таму, јас споминав сето тоа што ти го минуваш, јас можам да те разберам. И затоа и може да сочувствува. Не можете ви да сочувствувате со некој како прво него не разбирате. Исаија 63.9. Исаија 63.9. Во сите нивни тешкоти тој ги сожалуваше. Има ли некоја тешкотија во која што не сте добиле сожалување од Господа? Во сите нивни тешкоти тој ги сожалуваше. И ангел на неговата присутност ги избавуваше. Поради својата љубов и сомилост, самиот ги откупи, ги дигна и ги носеше во сите дни на древноста. И не само на древноста, на сегашноста и на минатото ке не носи. Тоа е нашиот Бог. Или примерот, Марко 6.34. Кога го виде мноштвото, му се сожали. Или сочувствуваше. Беше допрен, дирнат. Па им даде да јадат, нели? Значи, Бог поменал ни страдања, Исус поменал ни страдања. Бил ранет. Доказ за тоа се и раните на неговите раце. И може да не разбере. Но, од друга страна, и дозволува неволи. Дозволува страдања да не снајдат. Ова може би мал дел ке навлезе во темата кој го фрли Јона во морето, меѓутоа, сепак, ова е малку поинако. Битие 3 глава, уште на самиот почеток, после падот во грев, Бог не ги оставил да не ги охрабри, во 15 стих 3 глава првен ќе ги охрабри, но потоа што им вели? Сега, трње, чичка, со мака, со пот. Господ знае што му е потребно на нападнатото човештво. Мака, пот, болка, страдања, трња. Зошто е потребна болката? Па, знаеме дека, сега, ако, не знам, ковате нешто, некој клинец, ако се удрите по прст, и ако не чувствувате болка, и ќе земете, ќе се изударате, и понатака ќе продолжите се ударате, и болката е заштита. Болката е вид заштита. Колко е жалосно, кога ќе си помислиме на оние лепрозни, кои што не чувствувале буквално ништо. Никаква болка. Ако било тој тип на лепра, пошто имало две. Значи, едноставно нервите се не функционираат. Не чувствувате болка. Болката е еден вид заштита. Тоа Господ добро го знае. А болката,
обединува исто така. Навистина, ако помислите, болката обединува, страдањата обединуваат. Затоа, христијаните секојаш кога им било најтешко, кога живееле во најтешки времења, биле многу посложни и пообединети отколку ние денеска. А такви времења ќе дојдат и веројатно тоа исто така доста ќе допринесе да тие што ќе ги избијат редовите, ќе ги избијат твоите редови. Еве пак примерот со прстот. Кога ќе се удрите по прст, ве боли прстот и ама нешто друго. Само прстот, само вој дел ве боли и толку. Тоа е, или? Ма скокате. Целите скокате. Јовче се обидува да ми го дочара тоа малку онака. Да, значи, целото тело чувствува, па како вели тамо Павле? Кога еден орган е заболен, целото тело е болно, целото тело чувствува. И пазите како црква, ако имаме еден член кој што го боли, а другите не чувствуваат, таа црква има проблем, да ви кажам. Таа црква очигледно има проблем. Тоа тело, посизда е разделено на повеќе парчиња, не е тело. Значи, затоа болката ја обединува. Болката и коригира. Ова малко, може и тешко го учиме, ама често пати се случува. Болката е потребна ние, како што спомнавме трња, такви работи Бог ветил и дал на земјата, откако луѓето погрешиле. И еве сега да видиме еден стих во Евреите, односно повеќе стихови во Евреите 12 глава. Веројатно ги знаете овие стихови, ама неверојатно одлично се вклопуваат во ова сега што го зборувам. Болката како воспитна мерка. И затоа Бог ја дозволува. Од 4 стих, 12 глава Евреите. Уште не сте се воспротивили до крв во борбата против гревот. Има ли таков? Дали му се спротиставивме ние на гревот до крв? Посетете се на Исус во Гесиманија. Капчи, пот и крв течеа. Натоварен со гревовите на целото човештво. И сега понатаму вели. И ја заборавивте опомената која ви зборував како на синови, сине мои. Не презири го Господовото укорување, ниту ослабува и кога те изобличувам. Зашто Господ го казва оној кога го љуби, а го бие секој син кога што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови. Зашто кој е тој син кога таткото не го казнува? А ако сте пак без казна, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. Освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние ги почитувавме. Ја ќе кажам, може би било некојаш, не е повеќе така. Многу тешко е да ве почитува некојаш, откако вие ќе превземете некоја така малку појака воспитна мерка, нормално за негово добро. Замислите си, денеска луѓето не сакаат да чувствуваат болка. Не сакаат да се соочат со болката како воспитна мерка. Што прават? Земаат седативи, земаат дрога, само за да избегат од реалноста, ќе се скараат дома, може би со родителите, еве младината денеска, затоа не е таква. И не сакаат да ја носат таа болка, зашто мене, мојот татко да не ме разбере, еве ја сакам вака. Ќе го скараат или било што, не, он не може да ја чувствува таа болка, ќе се напие, ќе се опие. И мисли дека со тоа ќе го реши проблемот. Да не зборувам за ТВ екраните, и тие се седативи. Ќе ве седнат, баш убаво, и ќе сакаат да ви изнесат надвор од реалноста, преку серии, преку разни глупости. Решавате со тоа проблем. Не, на такви луѓе, на сите такви луѓе им треба спасител. А болката е некојаш корекција. За жал живееме во такво време, навистина е страшно. И сега вели овде, освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние ги почитувавме. Нема ли да му се покоруваме на таткото на духовите и така да живееме? Имено, тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, додека живееме во овој живот, за да не исправат на прав пат, нели? Секој родител тоа го сака. За малку денови.
А тој, Господ, за наша полза, за да станеме учесници на неговата светост, за да се спасиме. Затоа болката некојаш има воспитна мерка. Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост. Зарем не е така. Ајде, ако ние можеби сега како родители, ајде да се вратиме малко како деца која сме биле, па која ќе сме добиле некој шамар, да речем. Убаво не било? Сме се радувале? Не. Така изгледа во моментот, нели? За жалост, нели, не изгледа. Но, што вели понатаму? Подоцна им донесува мирен плод на праведноста на оние кои се обучувале преку неа. Болката треба да ни обучи, казната да не обучи, да не исправи, да не воспита. И затоа Бог и дозволува. Но, исто време ни сочувствува со секој од нас. Тоа е Бог. Тоа е Бог кој што е љубов. Исто така, тие рани неговите раце се подсетник дека Бог не спаси. Давајќи го својот живот на крстот, тој не спаси. Не спаси од вечна смрт. Исаија 53 глава. Десет до 12. Но на Господа, на Отецот, му беше угодно да го порази. И тој го предаде него на мачење, кога го жртвува својот живот како принос за грев. Ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата волја ќе се исполни преку него. Заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со нејзиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство. Видете интересно, се подсетуваме сега малку на некој мој поранешен говор, но ова мора и не смее да се испушти. На Бога му беше угодно кога Исус висеше и страдаше на крстот. Коментарите велат не дека Бог не е садист, па сега угодно му било што страда неговиот син. Бог чувствувал силна болка во тие моменти, но истовремено Исус тогаш му бил најмил, како никогаш дотогаш. Сега свртете се на своите болки и страдања, кога ги имате во живот. На Бога може би му угодно во моментот, затоа што знае дека од тоа ќе се изроди посилна вера. Дозволува да страдаме, да имаме болка. Но во ист миг и му сме најмили во тој момент и сочувствува со нас. И таа болка може би трае нешто, ќе трае подолго. Тоа е за наше добро. Да не забораваме дека Бог е тука, не остава. Се е добро осмислено во неговиот план. И навистина раните на неговите раце се траги, кои што за секогаш и овде, доека сме сега живи, се подсетуваме на тоа, и кога ќе живееме во вечноста да даде Бог, ќе не подсетуваат секогаш на неговата голема љубов. И за сето она што тој го стори за нас. Погледнете што вели Елен Вајд во Рани списи. Исус ќе ги покаже своите раце на кои се гледаат траги од раснувањето. Тој за секојаш ќе ги носи знаците на тоа свирепо мачење. Секоја трага на раснувањето ќе ја раскажува историјата за чудесното откупување на човекот и за високата цена со која било стекнато тоа откупување. Ние знаеме дека никогаш повторно грев нема да се појави во Вселената. Еве зошто. На сите ќе им стане јасно, и на нас треба да ни стане јасно, ако не ни станало до сега, колкава е огромна цената која што е платена за нашиот откуп и колку е грозен и колку е скап бизнис, што вели Елен Вајд на едно место, гревот. Сега, навлегуваме во завршницата, овој дел е исто така многу битен. Видовме што се значат и на што треба да не подсетуваат тие рани на Христовите раци. И нозе и ребра. Во 24 глава на Лука го имаме моментот на двајцата
и не биле само двајца, мноштво. Во ново случајот патуваат кон Емаус, двајца разочарани ученици Христови. Едниот е Клеопа, за другиот мислел дека е Лука, самиот писател, меѓутоа јас не верувам, затоа што кога овие двајца ќе стигнат во горната соба, викаат кога ги најдоа 11 мината. Значи сите биле на куп таму. Односно, може да е Лука. Се извинувам, може да е Лука, затоа што Лука не е во таа група. Како и да е, не е тоа битното. Но, разочарани, депримирани, изгубени тотално, нивниот учител готово. Умре и ништо од сите тие амбиции, од сите тие замисли што ги имаа за царството и така натаму. И тој им се придружува. И тие цело време мислат дека е некој од многуте кои што биле на Пасха во Ерусалим, па сега се враќаат на дома, нели? Патува со нив, почнува да им ги отвара писмата од Мојсија па нааму. И тие подосна ќе кажат, почнало да ги грее нешто, нели, внатре, да им се стоплува душата, да им горат срцата, доека тој им зборувал. Но се уште не го препознаваат Исусот дека е тој. Депримирани, разочарани, отчаяни, во депресија. Се додека 28 стих, и кога се приближија до селото во кое одеа, тој, значи Исус, се направи како да не сака да оди натаму, а овие, затоа што им беше угодно, значи кога сте депримирани, разочарани, треба некој да дојде и да ве утеши. Тој тоа го прави овде, подсетувајќи ги на пророштвото, подсетувајќи ги на Словото, дека тоа треба така да биде, требало така да биде, да се исполни. И сега тие, затоа што убаво им било со него, го задржуваа велејки, остани со нас, зашто вечерта е близу, а денот веќе превали. И кога влегле внатре, што се случи? И дека беше прилегнат со нив покрај трпезата, како што беше прилегнат и за време на таа последна вечера и на многу други ситуации, истиот манир, истиот глас, говор, дури тогаш, иако претходно цело време го слушале, ама, кој е клучниот момент кога тие препознале дека е Исус? Значи, и доека беше прилегнат со нив покрај трпезата, зеде леп, благослови, го раскрши и им го даде. Тогаш им се отворија очите и го препознаа, но тој стана невидлив за нив и напушти. Кога им се отворија очите? Кога ги видела тие негови раце и раните на неговите раце. Сетете се на раните на Христовите раце. Тоа е лек и за депресија, и за разочараност, депримираност. И потоа, полета, кога мислам сетете се, со тоа ќе се сетете дека Исус чувствува болка, пострадал за нас, сочувствува, дојде и не спаси. Ние сме спасени, само што треба да прифатиме, да го прифатиме тоа спасение. И ќе одлета и депресија, и разочараност и се. И потоа полета, може да предпоставиме, трчајки отишле во горната соба да им кажат на учениците, и кога тамо е Исус, и повторно им ги покажува раните на рацете, за да ове таа стена што претходно малку ја начнавме во Јован 20 глава, кога подосна Тома ќе дојде за да се осведочи, осведочувајќи се со тоа што ќе го стави прстот во тие исти рани. Сега, овој дел. Цело време велам рани, меѓутоа не е тоа вистинскиот збор. Во прашање се лузни. Која е разликата меѓу рана и лузна? Лузната е зарасната рана, зацелена рана. И кога ќе ги погледнете тие лузни Христови, зацелени, тоа треба да ни влее надеж, тоа треба да не утеши, да делува позитивно во било каква ситуација. И сега и друго нешто, тука не треба да забравиме. Па, нели, самиот Исаија вели, преку неговите рани ние се исцеливме. Тие треба да бидат за наше исцелување. Сите сме со лузни од животот. Зарем не е така? Сите ние. Некој на овој начин, некој на оној начин, некој повеќе, некој помалку.
И дај Боже, јас ќе кажам да тоа се лузни. Да не се рани. Ако се уште рани, тогаш тоа не може да биде големо осведочување и да служат тие за утеха, за сведоштво на другите кои што треба да ги утешиме. Ако се лузни, тоа ќе биде големо сведоштво. Затоа што лузници се исцелени рани. Ние сме биле ранети, ама Бог не исцелил. И еве ќе ви дадам пример со во Галатјаните 6.17. Што вели Павле во Галатјаните 6.17? Во идне на никој да не ми досадува повеќе, зашто ги носам Исусовите рани во своето тело. Но што мисли Павле овде? Сигурно не мисли на раните од клиновите. Не, Павле имал доста своји рани. Да не читаме сега колку пати бил бичеван, тепан, онадуван. Кој знаеш какви се белези, белези исто дикаме, значи лузни, имал на своето тело. Ама зашто се изразува овде, ги понесов Исусовите рани на себе? И знаете ли колку овие лузни негови допринеле за да мнозина бидат осведочени, утешени и поверуваат и да бидат спасени? Значи, нашите рани, поранешни, од поранешниот живот, доколку сега се лузни, зацелени рани, тие и текако можат да утешат некого. Да охрабрат, да го доведат до спасение. И еве го клучниот стих во 2 Коринќаните за ова што го говорам сега. Второ послание до Коринќаните 1 глава. Второ послание до Коринќаните 1 глава од 3 стих. Ова е први, значи во ова спаѓа во поздравниот дел, што вообичаено кога ги почнува своите посланија Павле, и во овој случај го упатува до Коринската црква и вели: Благословен Бог, значи од 3 стих, и таткото на нашиот Господ Исус Христос, татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха, кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние, кои се наоѓаат во каква и да е неволја, со утехата со која Бог не утешува нас самите. Ови се прекрасни зборови. Како јас ке утешам некој друг, ако јас самиот не сум утешен? Ако мојата рана се уште крвари и не е зацелена, не би можел да делувам на тој начин, односно Бог да делува преку мене. Но овде Павле вели, кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние. Дали сме ние утешени? Дали не помагаат тие лузи на Христовите раце, еве како што зборувавме цело време, за наша утеха, за наше охрабрување, за наше спасение? Ако тоа не помогне, не знам што ќе помогне. Знаете, Елен Вајд вели, секоја проповед треба да биде христоцентрична, секојаш треба да го воздигнеме Исуса распнатиот. Павле тоа го вели, тоа го проповедал. Па што друго ќе не привлече ако не тоа? И вели понатаму, зашто како што Христовите страдања изобилуваат во нас. Павле на едно друго место во Филипјаните вели да бидам учесник и во Христовите страдања меѓу другото. Зашто? Затоа што тоа е полезно за изградба на нашиот карактер. Така преизобилува и нашата утеха преку Христа. Значи, внимавајте, изобилуваат и страдањата, ама не само страдањата, туку и утехата од тие страдања. Растењето, така расте човек. Ако сме измачувани, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако се утешуваме, тоа е за ваша утеха, која действува во трпението на оние исти страдања што ги трпиме и ние. Ови се длабоки прекрасни зборови. Нашата надеж за вас е цврста. Зошто Павле вели нашата надеж на нас, учениците, е цврста за вас во Коринт? Знаејќи дека вие учествувате како во страдањата, така и во утехата. Што значи, знаејќи дека вашите рани се зацелени, вие носите лузни можеби од вашиот поранешен живот, но тоа сето тоа е исцелено, зацелено. И на тој начин можете да окрепите некоја друга страдна душа, некој кој што
Ете, може би го има истиот проблем кој што вие сте го имале некојаш порано. Па знаете како сте, знаете, питај патилец, а не гаталец, како беше онаа поговорка? Паталец. Тоа е нашиот Исус. Исус пропатил, затоа се докраси неговите лузни. И нека тие ни послужат, навистина и за утеха, кога ни е потребна, за охрабрување и за да можеме ние другите да ги утешиме и на тој начин да ги доведеме кај Христа и да ги доведеме до спасение. Нека му е слава на Бога за се. Амин.